Почитувани гледачи на OTV.mk, добре дојдовте во уште едно отворено интервју. Денес со нас во студиото е Даниела Петреска, логопед. Некако под заскриен малку пред 8 март ни помина и Светскиот ден на логопедијата. Да, на 6 март. Да. Па така, после малку го откривме овај во едно раскролување по интернет излезе некои истражување кои што покажува дека имаме се повеќе деца кои што имат проблем со говорот и кажи ни каква е ситуацијата, дали веќе треба да се запали алармот и да се делува што е можно по, да речеме, онака пошироко и да веќе да работиме на кревањето на свеста. Така, во последниве години бројот на дечиња со проблеми во говорот, меѓутоа и во психофизиолошкиот развој е се поголем и поголем. На што се должи тоа? Може да земиме во предвид многу фактори, ако ги исклучиме биолошките или органските фактори за пореметувањата на говорот, кај што веќе имаме деца родени со ризик фактор. Меѓутоа, другиот тип на проблеми во говорот се од опкружувањето, односно од средината. Или начинот на кој што децата растат. Точно. На ова брзо време, дигитализација, сите тие работи и тука голем допринос и придонесе и самата корона. Така да, како луѓе ние бевме малце асоцијални, па не е веќе родено детенце кое што треба да има доста стимулси од средината, беа некако затворени сите дома, немаше доволна стимулација, така да имаше податок дека и зголемениот број на неразвиен говор кај дечињата допринесуваше и самата корона. Сега сакаме да развиеме една теза овдека, не беше во договореното, ама начинов на кој што ми го одговори прашањето ме носи. Ако се обвинуваме во ова брзо време дека немаме време за децата, за растрчани по многу работа, по правење пари и така натаму, па не можеме да разговараме со нив, па и за после напорниот ден полесно и ние да се одмориме, ги даваме телефоните, во тој период барем требаше да имаме време повеќе да им посветиме, да разговараме и на некаков начин да се запознаеме повеќе со нив. Така. И во Кај проблемов тогаш кога сме го имале времето, не сме им го посветиле времето? Така, вака сега. Малце би тргнале со, не би ја нарекле екранизацијата како главна причина за нештото, за да говорот биде неразвиен, меѓутоа допринесува. Зошто? Затоа што за развојот за говор пред се треба да имаме добра моторика. Би почнале од доеничка доба. Во првата година детето преку моториката, преку гестовите, мимиката на лицето на мајката, па на другиот род, на таткото и на сите во семејството, ги учи начинот на комуникација. Во тој период многу родители си земаат за право дали треба да го нахранат детето, дали да си го купат својот мир. Уште од најрана возраст, на 6-7 месеци имавме случаеви, каде што се пуштаат цртани филмови или се става, дури имате и држачи за мобилен телефон на количките
ќе што ставаат на количка, така. На луката телефонот го ставивме веќе. Сето тоа што допринесува, толку многу податоци кои што самото мозоче не може да ги преработи. Од друга страна имате гледање во екран без акомодација на окото, значи за да види во околината, него на 20 сантими имате вие анимации и тоа доведува до еден дисбаланс во работата на самото мозоче. Од друга страна ги немате оние моменти на движења кои што детето треба да ги прави. Да речеме, имаме голем број на дечиња кога земаме анамнеза, дали е процесот на лазење поминат, родителите кажуваат дека не лазело детето. Зошто? Затоа што не било оставено на тврда подлога на под, за да добие инстинкт дека треба да лази. Така да во тој период од првата година, дали тоа не е поврзано со нашо веќе ги направивме децата многу свилени, да не се извалка, да не е чист, да не земи подот, не е чисти, сите тие работи, така да во тој дел затајува тој моторички развој на самото дете. И кога ќе ни дојдат нас родителите, значи тие доаѓаат на периодот негде на 2-2,5 годишна возраст, кога говорот веќе треба да биде оформен и го гледаат проблем говорот. Меѓутоа, говорот е крајната карика на нештото. На тоа им претходи моториката, грубата и фината моторика. Ако немаме изградено груба и фина моторика, нема да можеме да имаме и добар говор. Значи, да заклучиме тука, многу е пострашно да не лази, отколку дори лази да фати нешто лакано. Да, исто, значи и истражува, детето истражува и самото проодување, значи кога проодува, тоа веќе научува да го истражува просторот, да добива информации една по една и мозочето има можност да ги преработи тие информации. На родителите им е тешко сватливо да им го предочиме тоа дека нас, кога ќе им кажеме дека ние прво ќе работиме на развојна стимулација на моторика и на тие работи што и претходат на говорот, некако се држат само за говорот, ама предуслов за развој на говорот е значи моториката. Многу едноставно, мора да научиш да одиш за да трчиш. Да. Ако веќе има некаква немаат исто и тие во тој период, значи играта е доста битна. Слаби се во тој дел на игра, може би и од прекумерно купување на играчки несоодветни, така да и вежбите сами кога ги даваме, гледаме да бидат во домашни услови, со домашни реквизити што ги имаат. Не мораат да порачуваат или да купуваат. Сега, ако ги детектиравме вака на почеток причините за овие пореметувања, кои се најчести пореметувања кои што ги изречавате ви како стручњаци? Значи, најчесто во праксата се сретнуваме со проблеми во последно време кај дечиња кои што имаат неразвиен говор, делимично развиен говор и со артикулативни проблеми. Најголемиот проблем е кај децата кои што имаат неразвиен говор. Тука би го зеле и се поголемиот број на деца кои што се во аутистичен спектар и затоа бројката, она што кажавте вие, дали ситуацијата е алармантна, со самото зголемување на бројот на аутистични деца кои што се во аутистичен спектар, се зголемува и процентот на говорно-јазичните пореметувања. Тоа се однесува до артикулативните пореметувања, тука веќе ги детектираме негде околу 4,5 годишна возраст, 5, затоа што секој глас има свој одреден период, некој редослед на јавување, така да со третмани логопедски се почнува на 4,5 годишна возраст и исто ако имаме некој тип на граматичен говор, метатези во збор и тие работи. Меѓутоа, за неразвиен говор или делимично развиен говор, родителите треба при
то наивно детектирање, да се јават, да не чекаат, значи после 18-тиот месец пред втората година, ако видат дека детето нема одреден фонд на зборови, не ги користи во функција, не се одзива на име, не ги разбира наредбите што треба да ги извршува, тој момент ни е битен заради раната стимулација, за да може да се искористи самата пластичност на мозочето и да ја вратиме работата на мозочето на еден прав пат, онолку колку што може да се спаси. Што би Сега рекли. дека разговараме за оние родители кои што можат да го детектираат тоа, кои што се свесни, кои што знаат на каков начин да пристапат кон проблемите на своите деца. Но не ретко се случува или колку често ја има појавата на родители кои што им се посочува, особено на оние деца кои што се во училишна возраст, а родителот вели, не, моето дете нема проблем. Да, имаме и такви случаеви. Значи, морам да напоменам дека проблемите во говорот кои што се провлекуваат во предшколската возраст, со самото тргнување на училиште, тој проблем се рефлектира во читањето и пишувањето. Значи, поголем е бројот на деца, кога правиме некоја проценка, кои што имаат проблеми во говорот, голем процент би имале проблеми во читањето и пишувањето. Се случува да тргнуваат на училиште со недоизграден говор, со аграматични реченици, да не можат да раскажат по слика одреден текст и тие Елементарна приказна така, да раскаже. фондот на зборови им е доста оскуден. И многу интересен, тука имаме случај кога родителите ќе кажат па знае англиски доста добро, така да тоа некако му е како фалба, Како фалба, така, да. Што не го знае јазикот на кој што треба да се образува, не е толку страшно. Так, не е толку страшно, меѓутоа веќе кога ќе дојди таму во погорните оделенија, кога ќе почнат и првите оценки, тогаш стануваат свесни дека стварно нешто не е во ред. Колку е потешко е да биде како еден апел, колку е потешко да се отстранат тие проблеми кај децата кога ќе се откријат, тоест кога веќе во такви случаи родителите ќе си признаат дека нивното дете има проблем во 6-то, во 7-то, во 8-то одделение, а ако би се реагирало, да речеме, во 3-то, во 4-то, било многу... Тука, значи, знаете како, тука е направена една шема во мозочето која е тешко да се разбија и колку е по-возрастно детето, значи таа автоматизација ни оди потешко. Може ние да добиеме, ако се работи, да речеме, за артикулација на одреден глас, најчесто Р се случува да биде, го добиваме во вежби, го користи во вежби, го користи во насочена комуникација, кога ќе го прашате, ајде кажи го тој и тој збор, меѓутоа во слободна комуникација се уште ја нема употребата на тој глас ради таа автоматизација што касни, значи како би кажала, како по навика, да не може без да размислува да го најди местото каде и треба. Како научено во одреден случај кога има да исполни задача. Значи, ке повозрастните во однос на тие артикулативни пореметувања, да речеме што се, обично најчесто тоа се случува, немаме проблеми со друг тип. Таа автоматизација знае да се одоговлечи, значи подолг временски период, али резултати има. Така, кажете ми, кои се третманите кои што ги користите за, да кажеме, за деца кои што се во откриени од најрана возраст и за деца кои што се па и во подоцна подоцнежни? Значи, во зависност од дијагнозата, односно проценката, прво се прави дефектолошко-логопедска проценка по батерија тестови,
и се прави програма и цели за индивидуален план. Се почнува ако зборуваме за дете кое што има неразвијан говор, се почнува со рана стимулација. Таа рана стимулација, значи што би опфатила? Би го опфатила целокупниот развој, каде што играта и моториката се први. Морам да напоменам тука дека има доста дечиња со сензорна дезинтеграција. Што значи тоа? Значи имаат аудитивно се доста осетливи, па ги затвараат ушињата. Визуелно исто на јака светлина може да бидат. Тактилно не сакаат да допираат одредени предмети, така да тука се врши исто третман со сензорна интеграција, затоа што сетилата ни се тие првите преку кои што треба да се градат и другите, да се надоградуваат и другите развојни скалила. После таа рана стимулација, кога ќе се добие одреден фонд на зборови, тука е делот од дефектолошката работа, кога ќе добиеме одреден фонд на зборови, кога детето ќе биде спремно, значи почнуваме и со логопедски третмани и со вербална стимулација. Го богатиме фондот на зборови, правиме реченици прости, граматичките структури, основните и апстрактните граматички структури ги вградуваме, така да тој е еден цел процес и обично родителите кога ќе прашаат колку ќе трае тоа, обично им велам до тргнување на училиште, дај Боже да се усвојува многу порано, па да завршиме порано, меѓутоа пак најверојатно е индивидуално, не може индивидуално не можеш да му кажеш точно не. Да, затоа си секогаш во мојата пракса, секогаш давам еден подолг период, подобро јас да сум во да си комодно, да можам да завршиш побрзо тоа што ете се така. толку Да, меѓутоа ке дечињата кои што имаат неразвиен говор, па некако не успеале или се сега најчесто се користи тој термин на екранизација, се екранизирани, па ги враќаме повторно во нормала, во наводници кажано, тој тип на третман ќе им треба во текот на развојот до предшколската возраст. Може еден период да се направи пауза, да се, ако се достигнат целите, да речеме за возраста, па го оставаме еден период да видиме, али е под мониторинг за да не се пропушти некој момент. Дали според вас, ја спомнуваме екранизацијата веќе неколку пати во разговоров, дали има некоја одредена возраст до која што родителите стварно не смеат ни да помислат да му дават телефони и таблети на своите деца? Да, веќе научните истражувања одредиле некоја граница која ја ставиле така до 3 годишна возраст, да не треба ни една минутка, значи детето да поминува пред екран. Зошто? Затоа што развојот на мозочето и таа неуропластичност негова и поврзувањето на синапсите до 3-та годишна возраст е најинтензивна. Ако има ситуации кога треба некогаш и да се даде, да се пушти анимација, секогаш тоа да биде во заедно со родителот, па да се зборува за таа анимација. Значи, да не го оставиме само детето пред екран. Друго едно истражување... Да го оставиме, да го заборавиме. Да го заборавиме, ете така. Значи, да се поставуваат прашања, кој е сега ова, зошто вака направи, така да детето да не се остава да влези самото во тој свет на дигитализација. Всушност, да се користи веќе кога се пуштат на толку мала возраст, видео содржините се користат повеќе како инспирација за разговор, а не за анимација како за анимација. Не како за анимација или за, често пати велам, за родителите си го купат својот мир. Друг еден податок и едно истражување кое што дошло за повозрастните, тоа се однесува, ако е 1 сат
на мобилен телефон или на Или на некоја таблет, игра, на можеше таблет, да на, игра. на било шо, 3 сати во природа. Значи, движење. Нашле некој баланс за да се исчисти мозочето и да се врати во од дисрегулација во регулација, да се врати. Да Симплифицираме, 1 сат игра видео игра, 3 3 сати сати. брка топка или трча по зелена Так, ливада. так. Пошто ова време на дигитализација ние не можеме да го запреме. Значи, колку да се невозможно е... Огромен број од Да. работните места веќе се поврзани директно со дигитализацијата и ако не си елементарно упатен во тие работи, не можеш ни да функционираш Така. денес. Но, сепак треба да се учат децата, како што велиш, на еден ред кај што ако едно ни зема, ни дава, две ни зема. Да, Затоа да го да. најдеме тоа што ни го Да зема го од друго најдеме. место. Зато реков, ако веќе треба во некои ситуации, да речеме, да се уклучи екран, обично родителите ми, кога ги прашувам, па јади, мора, иначе нема да јади со мобилниот телефон. Тука веќе сте створили условен рефлекс. Ќе јадам ако е телефонот пред мене. Сега, ако веќе така треба да биде, тогаш нека биде со обострана комуникација измеѓу родителот и детето. Значи, да не се остава само штуро да гледа во телефонот. Јасно, значи да сепак, кој што рековме, да Да. биде како инспирација за разговор. Рековме дека родителите некогаш препознаваат, некогаш не препознаваат. Од најмала возраст треба да се реагира, па ти како професионалец директно што препорачуваш, однака како да го сублимираме целиот овој муабет прецел, што им препорачуваш на родителите? Морам да спомнам еден момент дека полека некако младите родители како да се свесни што се случува, поготово и едноставно кога и да го донесат детето ако има и неразвиен говор од друга причина, се врзуваат за аутизмот, читаат премногу на интернет, така да некако имам чувство дека полека се враќаат на развојот, на правилниот развој на нивните дечиња. Значи, од првиот момент родителот треба да биде со детето. Не само мајката, туку и таткото да биде. Затоа што таа гестикулација, тој израз на лицето, таа мимика на лицето е она нешто, таа невербална комуникација која што му треба на детето. Не може имав чувство дека пред уназад години родителите мислеа дека само од себе нештото ќе си оди. Меѓутоа не испадна така. Значи дополнителна ништо не си оди само од себе. Особено ако не дошло само од себе. Така. Значи таа стимулација што родителот може да му ја пружи во домашни услови до појавата на говорот е доста битен момент. После веќе кога ќе се јави говорот, тука веќе детето е социјализирано, оди во градинка, па градинката презема дел од улогата, васпитувачите преземаат, така да не биде дека во моментов се дефектолозите и логопедите најбараната професија и така испадна. Значи во градов имаме толку дефектолози и логопеди, а не можат да постигнат на побарувачката. на побарувачката и така да им се посветат на децата, пак ќе ги спомнам екраните да ги тргнат настрана, толку интересни работи има, толку активности можат да си направат сега на интернет, имате еден куп идеи за да ги искористат и дел од нашата работа, што е доста колешки ги пласираат на интернет, да им бидат достапни, да знаат што како, така да сега тука родителите се во предност во однос на
Значи можат да прочитаат што е и како е. До информација, дури имате дури кога и не може да така. до стручњак. Дури Или не на може да си го дозволат. Така, дури на интернет имате и тестови за психофизиолошкиот развој поделени по месеци па и по години, така да самите можат да си чекираат и да видат во кој дел нивното дете заостанува. Така, би го заокружиле тука муабетот за проблемот со потешкоти во говорот. Си сакам за крај една работа која што спомна додека се припремавме за снимањево, а тоа е дека има се повеќе деца со замислени другарчиња. Од каде ова појава? Како почна ова да станува нешто кое што како деца сме го гледале ние само по филмовите повеќето. Так. И ми кажа дека тоа е сосема нормално, ама во многу рана возраст на децата. Така, кога е во школска возраст, да, ке поголеми дечиња, значи се поголем е бројот на дечиња кои што имаат проблеми во внимание и концентрација. Се внесени во дигиталните игри, значи енормно, може и по 5-6 сати дневно и повеќе. Така да тие сами, и не се само тие замислени другарчиња, значи ние имаме проблеми со стравови кои што се јавуваат кај децата. Имаме асоцијално понашање, значи тоа е сето од тие видеоигри што ги играат. Пошто се занимавам со неурофидбекот, кој што доста е добар за тренинг на мозокот и во тој дел, така да и со одредена психолошка поддршка, така да може да се има успех. Причината тука би ја гледала во видеоигрите и во разни анимации кои што се следат на TikTok, на YouTube, разни предизвици, значи децата во школската популација веќе го имаат тој проблем. Сериозно достапност на содржини кои што не се за нивната возраст. Така, за нивната, така да родителите треба да поводат. Сега јас разбрав дека има и разни програми кои што им, како да кажам, на родителите им сугерираат ако некоја анимација не е погодна за нивното дете, така да водат контрола што и како гледаат нивните деца. Производителите на тие содржини се заштитиле, си кажале ова е подложно на родителска контрола, не се препорачува за под 12, така, под 16, под 18 и така натаму, но според тебе го разговаравме со психолозите во дебатите кои што ги правевме пред некое време, колку се родителите свесни и колку ги употребуваат тие апликации кои што им помагаат за контрола на... Па не знам колку им помагаат, не сум се распрашувала околу тоа, ама знам дека деца во себе направиле за да најдат начин да дојдат до содржината. Значи толку се вични во тие работи, така да може и да блокира и да Така и родителите така да и тоа следат, да не можат да следат, а и моментот е тука на почетокот што спомна дека таа трка, тој брз живот, тоа време после работното време што ни останува да го посветиме на децата, некако гледаме да го искористиме за нешто друго. Многу малце разговори има со децата, што и како се случило на училиште, како имам чувство како да, она што го спомнав, дека се мисли дека развојот на децата, воспитувањето и сите тие работи би дошле сами по себе. Дека не треба многу да се вложува, средината ги понесува, и затоа имаме и во самите училишта имаме доста проблеми со во однесувањето на врсничкото наследство. И врсничкото наследство, ајде, реков не ми е во домен да го спомнам, ама сите тие работи се на начини поврзани веќе. Се поврзани, сето е тоа во еден кош, така убаво.
спаковано. Спакувано, така да треба најверојатно полека да се освестуваме. Не знам дали полека или што е можно побрзо да се освестуваме, да почнеме да действуваме и пред се како родители, а после и со поддршка на учителите, вас како професионалци и некако да ја стабилизираме работава и да почнат деца да се развиваат нормално. Мене ми се чини дека некако иди тој момент, затоа што веќе родителите се освестуваат за проблематиката ке самите деца. Ги уочуваат. Ако порано ние сме имале дечиња кои што и не иделе на 3,5-4 годишна возраст за проблеми за говорот, сега таа граница е, значи, имаме и на 15 месеци, на 16 месеци, каде што е карактеристично да се одзива на име, да разбира некои налози. Родителите веќе, дали читајки, дали гледајки од другите, од околината, пошто доста голем е бројот, некако се плашат, па веднаш бараат помош. Така да... На крајот на краишта, дека ќе видиш на пријателот детето дека има резултат, ако имаш истиот проблем, ќе ти или ќе побараш помош. Така да не се јавуваат и дечиња и родители кои што едноставно бараат проценка за нивното дете, да се види и да им се даде сугестија како и што во домашни услови да прават. Значи сме имале и такви случаи кои што гледаме дека детето не е за класичен третман, дека треба родителот дома да се вложи и да поработи. 3 месеци активна работа од страна на родителот со наша поддршка, па се враќаат на повторна проценка, значи имаме и такви случаеви. Данила, те благодарам за разговорот. Се надевам дека пренесовме доволно информации за оние родители кои што се уште се колебаат и на некој начин има еден куп кои што и не сакат едноставно се признаат дека имат проблем. Да ги охрабриме, нема ништо страшно, колку побрзо се реагира, толку побрзо ќе се реши проблемот. И сето е во добробит за детето. И фактички со тоа нивно реагирање ќе си го купат понатак и мирот. Не мобилниот телефон да биде нивниот мир, туку правилен развој на нивното дете. Полети уште еднаш. А вас ви благодарам за вниманието и се гледаме следна недела во ново издание на Отворени му авети.